Ова лидерска средба ја свикавме за да одлучуваме заедно и за да избереме стабилност, безбедност и иднина, наместо омраза, поделби и минато. Граѓаните очекуваат од нас мудри и државнички одлуки. Нашата највисока патриотска должност е да им обезбедиме иднината на нашите граѓани. Вечерва, ние, партиите кои сме за НАТО и Европската Унија, се обврзавме дека тоа ќе го исполниме, а граѓаните на референдум ќе одлучат и ќе кажат да за својата иднина. Сите ние, кои останавме посветени до крај на ова лидерска средба, сите сме за влез на Македонија во Европската Унија и НАТО. Заедно сме за успех на референдумот на кој ќе одлучуваат граѓаните. Потенцирам, сите што останавме сме за успешен референдум како процес. Вечерва разговарав со лидерите на политичките партии и ги информирав за можната формулација на референдумското прашање кој би се движело во следната насока. Дали сте за членство во Европската Унија и НАТО со прифаќање на договорот меѓу Република Македонија и Република Грција? Разговаравме и за насоката на која не упатува членот 27 од Законот за референдум, според кој во услови кога собранието треба доправа да донесе некоја исклучително важна одлука за иднината, потребно е референдумот да биде консултативен, со цел граѓаните на Република Македонија да бидат консултирани за вака важно прашање пред да се донесе одлуката, а согласно договорот со Грција, тоа е одлуката за уставни промени. Во секој случај, волјата на мнозинството граѓани, изразена на референдум, ќе биде конечна за сите политички чинители во Собранието на Република Македонија. За ова разговаравме сите политички партии кои останавме до крај на лидерската средба. Почитувани, однесувањето на господинот Христијан Мицковски, кој вечерва го демонстрираше во име на ВМРО-ДПМН, е несериозно, неодговорно и навредливо кон сите политички субјекти и кон сите граѓани на Република Македонија. Ако е Мицковски за НАТО и Европската Унија и за просперитетна иднина на Република Македонија, тој вечерва требаше да седи рамо до рамо со сите лидери на политички партии и да носи одлуки во интерес на граѓаните на нашата земја. Наместо тоа, Мицковски одлучи да избега од лидерска средба, а со тоа и да избега од одговорноста за ова историско најважно прашање за македонската иднина. Што е тоа што Мицковски не сакаше да го каже пред сите политички лидери, а е спремен да го каже на лидерска средба во помал состав? Но јас сум широк човек, прашањето е премногу вредно за Македонија и вреди да се разговара и натаму. Затоа утре во 12 часот закажувам уште една лидерска средба во помал состав на која што Мицковски ќе има уште една можност да се изјасни за тоа дали е за Македонија во НАТО и Европската Унија и дали е за тоа граѓаните непречено да одлучуваат за еднината на Македонија. Ние сме тука, обединети, да покажеме дека ќе одиме напред и ќе успееме да донесеме подобра иднина за сите граѓани. Република Македонија продолжува напред. Кажуваме да за македонската иднина. Благодарам. Повелете. Кој беше ставот конкретно на Социјалистичката партија, која иако е партнер на опозицијата, сепак остана на лидерската средба? Јас, како што ви реков, вечерва разговарав. Во најава, прво на самиот состанок, јас информирав дека ќе сторам се да по пат на диалог се решат сите прашања преку тоа им олесниме на граѓаните. И од тој аспект секако оставив простор да продолжат разговорите и утре на лидерска средба. Секако потврдата дека сме за НАТО и за ЕУ е потврдена од сите што остана на лидерската средба. Потврдата дека сите гарантираме, толку колку што може политички субјект да гарантира, дека референдумот ќе биде успешен како процес. За тоа стојат сите. И во вакви околности, тоа е минимум нешто што мораме да им го гарантираме на нашите граѓани.
на крајот граѓаните на референдум, кој што ќе биде успешен како процес, ќе кажат во кој правец сакат да се движи Република Македонија. И од тој аспект, денеска ние разговаравме за сите овие прашања. Прашањата се многу логични, од секој аспект. Едното е закон, членот 27 од Законот за референдум и други видови на изјаснување. Второто прашање е за кога ќе се одржи, а тоа е најрано можно, согласно роковите, а тоа се од 60 до 90 дена од датумот на одржување, кога парламентот ќе одлучи, но имаме во предвид дека сакаме некаде до средината на јануари да завршиме со сите постапки при успешен референдум, со уставните промени, кои што истовремено ќе дадат можност во јануари и грчкиот парламент да гласа. Тоа е дел од договорот и така сакаме да го спроведеме. Мицковски изјави дека остануваат на барањата околу усвојување на Законот за финансирање на партии и измени на Законот за влада пред формирање на ДИК. Ако сте се договорили и сте усогласиле за ова предходно, зошто не се стават овие закони во собраниска процедура и така не се исполни барањето на ВМРО и процесот да тргне напред? Значи, без разлика дури и на поставеноста на господинот Христијан Мицковски, јас да потврдувам и апелирам до парламентот. Не можам да наредам, тој парламент ме бирал. Апелирам да го пуштат Законот за финансирање на политичките партии. За него постои консенсус. И тоа го правиме заради тоа што тоа е добро за политичките партии, ги прави отпорни на можни корупции, влијанија од приватниот сектор, од бизнисмени, непријатни ситуации или слично, и тоа е добро, подржано од ОПСЕ, од Европската унија и така ќе го тераме. Во делот на она што беше барано во текот на преговорите, дали ќе поддржиме тоа што е во законот поврзано со договорот од Пржина. Ние го потврдивме. Тоа значи дека премиерот, тоест јас, кога и да се одржат избори, заминува. Ако се редовни 100 дена, ако се вонредни, од денот на распишувањето на изборите, може да бидат 70, 90 дена. И стојам позади тоа. За да отпосле ние констатираме дека некој сватил дека законот пропишува само парламентот да замине. Па се испорачува второ барање за пржинска влада, каде што министерот за внатрешни, министерот за труд и социјална политика треба да бидат заменети на предлог на опозицијата, а и исто така дополнети со тројца дополнителни заменици министри со право на вето. Уште еднаш потенцирам кој е ставот по оваа прашање. Тоа беше дел од пржинот договорот како услов Социјалдемократскиот сојуз да престане со објавување на така наречените политички бомби или вистината за Македонија и да ги предаде сите материјали на специјалното јавно обвинителство. Од тој аспект јас сум спремен да разговарам за се што е во интерес на граѓаните, на Македонија, во интерес на опозицијата, но секако разговорите мора да бидат разумни. Односно, јас не бев пред 100 години шеф на опозицијата и знам што значи опозицијата да бара комотност, комфорност, сигурност во изборите. Тоа ми е повеќе од јасно. Но јас сум должен да им обезбедам комотност, комфорност и сигурност на граѓаните. Ако излезат на референдум, да знаат дека референдумот ќе биде гарантиран од сите политички партии да биде успешен. А како ќе се изјаснат, тоа е величествено право на нашиот граѓанин. И тој ќе ни каже на нас политичарите во која насока сака ние, политичарите, да ја водиме Македонија. Но ако се барат вакви решенија, мора да се гарантират и од другата страна. Од тој аспект. И уште еднаш потенцирам. Амнестија. Директна, индиректна, заобиколена. Немам право ниту јас, ниту Мицковски, ниту било кој. Во држава во која што се бориме за најзначајната реформа во правосудството, владење на правото и законот да важи еднакво за сите, ова е незамисливо. И за вакви работи нормално дека не можеме да разговараме, немаме право, немаме никаков мандат. Затоа оставам простор утре за лидерската средба да продолжиме во разговорите, надевајќи се дека минимум она што граѓаните го очекуваат од нас, ние ќе го исполниме. Се работи за принципијални работи. Јас немам против или не сум со неразбирање за граѓани ако гласат против вака формулирано прашање. Тоа се моите со граѓани. Иако јас сум убеден дека огромно е мнозинството кое што ќе го поддржи процесите кои што стојат пред нас. Но тоа е демократското возвишено право во демократска земја. Дајте да им обезбедиме на граѓаните да се изјаснат на референдум. Затоа што, еве теоретски,
поставено вака. Јас сум за прашањето вака формулирано. Мојот сограѓанин е против. Но тие што се против имат и една друга алатка да останат дома. И тогаш моето право е уништено однапред. Ние мораме да им обезбедиме на граѓаните право за да излезат на вака важно прашање. И ако за референдумот историски гледано најпрво стоел ВМРО-ДПМН, редно е ВМРО-ДПМН да се бори за успешен процес на референдум. И од тука тоа и го очекувам. Последни 3 кратки прашања. Душица, Искра, Трпе. Господин Заев, досега секогаш ја остававте отворена опцијата за предвремени парламентарни избори. Коалицијскиот партнер денеска ви порача дека Македонија не може да си дозволи таков луксус. Колку се уште ви се опција предвремени парламентарни избори и второто се залагате колку што разбрав како опција таа единствена за консултативен референдум, што доколку опозицијата не ја прифати таа опција бидејќи во една од изјавите има кажано дека се за обврзувачки. Знаете како политичари, а не сме истовремено и правници, дебатираме за одредени прашања и уште еднаш убаво е да разјасниме дека одлуката се смета за конечна доколку на референдумот е најмалку 50% од вкупниот број на запишани избирачи во избирачкиот список. Значи, без разлика каков карактер ќе има референдумот, одлуката се смета за успешна во ваков случај. И дебатата се отвори дали е тоа консултативен, обврзувачки. Законот вели претходен или консултативен или дополнителен. И јасно кажува што. Консултативен е кога ние сакаме да го консултираме нашиот народ, граѓаните, и после да ги носиме одлуките, како што е случајот, одлуките за промена на уставот. Ако ние одлучиме да ги носиме одлуките за промена на уставот сега во парламентот и ги донесеме тие одлуки, и после тоа одиме тоа да го провериме на референдум, тогаш е тој дополнителен референдум. Тоа го регулираат членовите од законот 20 до 27 во законот за референдум. Така е со закон. И затоа опциите се член 27 да постапиме по закон или да менуваме законите. Нема потреба да ги менуваме законите, законодавецот пропишал на каков референдум треба да се оди. Изборите се секогаш опција. Знаете дека мојот став стои дека честно е пред граѓаните, стопанството, економијата да има редовни избори. Сите знаеме што значат изборите. Уназадување неколку месеци наназад, а трендот е одличен во Македонија. Зошто е одличен? Заради тоа што овој момент на покана за НАТО, добивање датум за преговори со Европската унија, треба да бидеме паметни да го искористиме за економскиот стандард на граѓаните, за инвестиции, за придвижување, охрабрување на институциите, за се. И треба да одиме на редовни избори. Но тоа до тука зависи од мене. Вие знаете дека главни стратешки цели на Република Македонија се членство во НАТО и Европската унија. И тоа се стратешки цели, барем официјално, на сите политички партии во парламентот. За да ја постигнеме тие цели, секако подготвени сме и на опција избори, за да може да успеат и тие цели. Трпеновски, последно прашање. Кратко. Конкретно за ДИК, дали вечерва нешто се разговараше за ДИК, бидејќи утре во собрание треба да биде седницата за каде што се ставени измените на изборниот законник. Дали е нешто разговарано за тоа? И второ прашање, дали останувањето на пратениците на Социјалистичката партија и потврдување дека се за НАТО значи дека ќе гласаат за уставни измени и дека малку го зголемувате мнозинството во парламентот? Вечерва не разговаравме како ќе гласат представниците во парламентот на политичките партии кои што останаа. Социјалистичка партија вика ние сме друга партија, не сме ВМРО-ДПМН и останаа. Сакат да разговарат и понатам. Нема зијан од разговори, гледате, не донесовме ние готово конечните одлуки, ние подготвуваме терен граѓаните да ни донесат одлука. И во тој аспект вечерва повторно номинирав. Тоа што го кажавме вчера при соопштение и во парламентот, и од влада, и од секаде, дека до последно ќе правиме напори по пат на политички диалог да го спроведеме законот. Законот за кој што се договоривме уште пред неколку месеци. На една лидерска средба кај мене во владата, помеѓу мене и господинот Мицковски, постигнавме договор во кој што тој излезе и рече
Добивме председател на ДИК. Тој договор ние го почитуваме. Го спроведовме заедно во парламентот и согласно договорот, вели кандидатите конкурираат до мај, до некоја дата беше, и во рок од 30 дена треба да бидат избрани. Во рок од 30 дена е јуни. Сега сме јули. Законот треба да се спроведе. Договорот треба да се спроведе. И затоа владата е должна да ги спроведува законите и пушти во парламентот измени и дополнување на законот, знаејќи дека треба денови и процедура за ова работа. Сепак апелиравме дека сакаме, веруваме, се надеваме дека по пат на диалог ќе го договориме и оваа прашање. Така да јас се надевам дека утре на оваа средба ќе можеме да успееме да го договориме, да ја договориме државната изборна комисија како што е редот и како што треба да биде. Колеги, ви благодариме. Тој побара сам, да, и еве денеска ние прифативме во 12 часа. Да, во клубот на претеници во 12 часа. Ќе ви ги дадеме сите детали. Мислите дека сте малку контрадикторен во ставовите? Од една страна зборуваме за демократија и за евроинтеграција, од друга страна процесот, односно предлог законот за државната изборна комисија, не мислите дека не враќа до 40 години назад? Во еден предходен систем. Дали мислите дека кога има закон и тој закон треба да се спроведе, а некој тоа го блокира да не се спроведе законот, дека државата може како сака да се однесува во смисла на институции како држава? Значи, до денес така е, ама законот треба да се спроведе. Дали мислите дека треба да дозволиме да попаднат НАТО и ЕУ перспективите на Македонија, заради тоа што на некој му паднало на памет, и тоа се поединци веројатно, не се цели политички субјекти, да го блокираат ваквиот процес? Должност на институцијата председател, должност на владата, должност дури и на парламентот е да ги спроведува законите и да ги овозможи перспективите на Република Македонија. Во ваквиот случај се, меѓу другото, и стратешките перспективи или цели, членство во НАТО и во Европската Унија. Би требало на сите овие прашања интервју да направиме. Јас сум демократа човек. Одговарам на сите прашања. Така да, затоа ние го правиме тоа кое што зависи од нас, политичките субјекти. Чесно е политичарите и политичките субјекти да ги кажат своите ставови. Не може да бидете за НАТО и за ЕУ, а да оставите кај граѓаните резерва во вакви прашања преточена. Што ако вие сте граѓани како мене и како сите наши граѓани? Тие очекуваат и партиите како ВМРО, ДПМН, СДСМ, па дури и помалите, се должни да ги обезбедуваат очекуваните процеси за граѓаните, за да немат вакви прашања поставени. И затоа, велам, очекувам секој политички субјект да го гарантира успешноста на референдумот како процес. Тоа што зависи од политичките субјекти. Можеме ние да застанеме сите политички партии. Сите, дури и тие што се непарламентарни политички партии. Комплетно со се што можеме да гарантираме успешност на референдумскиот процес како процес. На крајот пада неуспех. Граѓаните се конечни во своите одлуки. Но должност наша е како политички партии тоа да го гарантираме.